Центарот за култура Бели Мугри ќе може без проблем да ги реализира планираните сценски, музички и други активности според програмата за работа за оваа година. По поднесените проекти на конкурсот за финансирање што го објави Министерството за култура, Кочанската културна институција доби 4-кратно поголем износ во споредба со лани. Со тоа ќе се зголеми и бројот на планирани активности, односно настани од областа на културата во интерес на граѓаните на општината и пошироко. На пресконференција, директорката на Бели Мугри изрази задоволство од добиената финансиска поддршка од Министерството со најава дека проектите целосно ќе се реализираат. При тоа ќе има гостувања на ансамбли и групи од страна, но и нашите културно-уметнички работници ќе се представат пред друга публика. Во 2022 година за Националното установа Центар за култура Бели Мугри се одобрени 20 проекти и тоа поделени во 5 различни дејности или износ од 1.252.000 денари, сума која што со задоволство можам да кажам дека е 4-кратна повеќе од минатата година и 50% повеќе настани. Центарот за култура и покрај ограничувањето на простор од реконструкцијата, која е во тек, ќе го искористи својот капацитет во целост, за да им овозможи на нашите сограѓани да уживаат во разновидност. Од проекти имаме 3 во областа на драмската дејност, 2 во сценско-музичката дејност, 3 во фолклорната дејност, 3 во библиотечната дејност и 9 од областа на визуелните уметности, архитектура и дизајн. Она што е ново за годинава, сакам да напоменам дека нов проект кој што беше аплициран во Министерството за култура беше гостувањата на професионални театри, како и ние со наша продукција во целата земја. За наше огромно задоволство тој проект е одобрен, така што доколку годинава до декември месец успееме да завршиме со реконструкцијата, многобројни институции од наш вид ќе пристигнат кај нас, а и ние секако со нашата продукција ќе настапуваме во околината. Во наредните неколку месеци драмското студио на Центарот за култура Бели Мугри ќе има 4 гостувања со представата Избувливиот човек, а во септември е договорено во Кочани да гостува националниот ансамбл за песни, игри и танец. Освен за музичко, сценски и други активности, институцијата и за годинава влезе во програмата за инвестиции, односно ќе продолжи реконструкцијата на внатрешноста на објектот, за што се добиени 15 милиони денари. Осветлувањето и озвучувањето не би биле до крајот на 2022 година, туку она што е предвидено за 2023 година. Со реконструкцијата која што се надеваме дека ќе се заврши до крајот на 2022 година е предвидено целосното премување конкретно на загревањето, столиците, електриката и машинството. Односно, старото и постоечкото грејење што нели до пред 2 години сме го користеле на јаглен ќе се замени со нови топлотни помпи. Доколку се испочитува рокот за завршување на реконструкцијата на внатрешноста до декември годинава, Центарот за култура Бели Мугри ќе биде скоро целосно преуреден, со реновирањето на надворешната фасада, што почна во средината на 2018 година, на објектот ќе му се обезбеди целосна функционалност.